Само Господ решава. Оно е едино. Он зима, он дава. Колку суеверието е застапено денес? Постарите штипјани пред камерите на Емнет телевизија изјавија дека не веруваат во суеверие, туку се водат според разум и вистина. Тие сметаат дека човек не треба да се води со такви нешта, бидејќи се сомнителни и непотребни. Дел од нив дури со иронија го отфрлаат суеверието. Мнозинството потврдија дека не веруваат во нешта кои според нив немаат реална основа. Сега ќе ти кажам, човек со здрав разум не може со такви работи се плаши. Знае дека тие се суеверни работи секој се сумњиви. Нема потреба. Нема потреба. Јас можам да верувам на нешто што е вистина, а на тие што лажат не може да им веруваш. Да има, ама вие ако сакате поубаво на Исаро да одите каменче да фрлите, него не се таков него да верувате. Анкетираните граѓани нагласија дека верувањето и суеверноста најчесто произлегува од човечките мисли и потребата за утеха кога нешто не е јасно или објаснето. Тоа се умислите на човекот. Влијаат мислите, да, мислите влијаат, само зависи колку се присутни, ние колку можеме да и контролираме чувствата. Не. Тоа е човечка слабост, тражи спас, утеха, нешто кое не му е јасно и он се подпира на се и сешто. Некој се случи самата природа или времето го даде некои позитивни работи и луѓето веруваат дека тоа е тоа. Кај некои луѓе влијае самата промена на мисли и викат дека тоа таму се случува, меѓутоа човекот му помогне што едноставно почне он да верува у таа приказна. Да, тоа доваѓа условно до 30% може нешто да мислијава. А инако целосно не. Постарите, понапред генерација денешната, не знам. Според анкетираните, нема простор за суеверие. Мнозинството се водат според факти и научни објаснувања.